Елизабета, доколку ме слушаш, повели, јас те гледам на слика, ама не знам со тонот како ќе функционира. Обиди се со твојата гостника да видиме како ќе излезе. Добро утро, одлично се слушаме. Денеска на линк ќе разговараме со претседателката на Унија на медицински сестри Гурданка Бешлиовска. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. За почеток јас вашето гостување во утренски брифинг ви го најавила со тоа што во пресред на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, град Скопје додели награди на истакнати личности впрочем како и секоја година. Меѓутоа овој пат ги изостави медицинските сестри и тоа оние кои што беа во тимот на првата трансплантација на срце која што беше извршена и секако сите кои што се ангажирани околу справување со пандемијата. Вие реагиравте на тоа, дури и минјата ги истакнавте кои се тие кои што беа исто така заслужни за оваа операција. Дали тоа ве прави да се чувствувате деградирани како професија и струка? Секако, значи пред се честитки нели во пресрет на 13 ноември на роденденот на градот. Може би ќе кажеме дека ова не е време за да се наградуваме и дека многу е важно нели да се спотиме во целата оваа ситуација, да искочиме многу поискусни како промотори, здравствени воспитувачи и да ги лекуваме пациентите во болниците. Меѓутоа, кога ни се случува веќе наградата и кога се потенцирани врвните хирурзи, носители на здравствените дејности за кои што ние сметаме дека без нив нели сите овие успеси не би били успеси и секој успех е и наш успех и ние се радуваме на сите овие успеси. Меѓутоа, навистина, значи, ни се наруши дополнително достоинството, бидејќи на таа долга листа на лекари не беше спомената ниту една медицинска сестра, со оглед на тоа дека во тој тим имаме инструментарки, анестетичари, медицински сестри, да не го зборуваме тимот на сестри во интензивното лекување каде што продолжува успехот од ваквите врвни хируршки интервенции. Се до денеска немаме поврзна информација дали ги додадоа сестрите на листата и покрај тоа што казавте, ние ја истакнавме листата, ние сме горди на овие наши медицински сестри кои што оставија историски трак за сите наши идни генерации и се добар пример за сите наши медицински сестри. Може би дадовме подстрек во доделувањето на наградите ширум Македонија во другите градови каде што бевме веќе споменувани после нашата реакција. Меѓутоа, сепак се чувствуваме недостоинствено маргинализирани со оглед на тоа дека зборуваме и подолго време наназад, имаме нерегулирана професија, немаме законски регулирани интервенции во болниците, имаме непризнавање и непрепознавање на сестрите во здравствените институции и ова дополнително во вакви состојби сега не деморализираше и демотивираше. Сметам дека таму каде што се висоците на доторите заслужуваат и медицинските сестри како делови од здравствените тимови да бидат секогаш тука сите успеси и наши успеси. Така, меѓутоа кога зборуваме за деградирање на професијата медицинска сестра, тука би го споминала и нерегулираниот статус кој што голем број медицински сестри го имаат, работат со договори на дело, не се осигурани ниту здравствено, нити пензиско, а сепак се изложени на ризик по сопствените животи. Како вие како Унија на медицински сестри ќе го регулирате ова? Имате ли некој начин? Така е, многу го кажавте ова. Ние овие проблеми на медицинските сестри не се сега само во овој ек на пандемијата. Ова се проблеми кои се привлекуваат со децени назад и ние сестрите со статус по договор на дело во болниците имаме подолго време. Меѓутоа, ако биле некое инстант решение во некои други нормални услови, не сме сега во вакви ситуации на пандемија каде што ризиците се огромни, каде што безбедноста на сите ни е на некој начин нели нарушена и не можеме да си дозволиме на овие медицински сестри да бидат во било кој ниво на здравствениот систем, па посебно во ковид центрите да работат како договор на дело, што значи дека мислам дека со републичкиот просек од 14.500 денари се платени, а со нерегулирано здравствено и пензиско осигурување. Сметам дека во овој момент е апсолутно нечестно према нашата професија и према тие медицински сестри да останат и понатака во овој статус, со оглед на тоа дека имаме информација и дека и понатамосите на дополнување во здравствените институции се распишуваат во смисла на договор на дело на медицинските сестри. Унијата цело време значи информира за сето ова и доколку ние не го споменавме и донесовме овој проблем, никој немаше нити да има сознание дека ние во болниците сме со вакви статуси и на ваков начин работиме. Сметаме дека се потребни конкурси со кои што веднаш и одма и сега сите тие медицински сестри ќе бидат вработени во редовен работен однос. Не само во ковид центрите, не само во болниците каде што се изложени, туку во сите здравствени институции, а во сите ги има во таков статус. И значи на тие конкурси треба да бидат они конкуренти во самите здравствени институции за да не се случува
период поминат во болниците искуствено од 3, 4, 5 години има некои со нерегулирани статуси, а на престојните конкурси не можат да бидат вработени затоа што се вработуваат нови од страна дојдени. Треба сепак да им се даде предност на тие кои што се во здравствените институции. И сметам дека не треба да постои таков статус. И затоа апелираме и ќе бараме јавно и гласно. Ние бевме деновиве и во контакт со националниот координатор за преструктурирање на медицинските сестри и истото ова го кажавме дека сето оно што сега го бараме за надополнување на сестрите во здравствените институции мора да го регулира статусот на медицинските сестри првично, па потоа да ги надополнуваме. Во спротивно во вакви услови нема да имаме одзив. Медицинските сестри не само што се заминуваат во приватниот сектор, почнаа да се заминуваат од професијата и не сакат да се појават на конкурси. И покрај тоа што Агенцијата за вработување има и бележи такви податоци на невработени сестри, на конкурсите ги немате затоа што овие услови не ги прифаќаат. И никој не сака за ова за овој месечен надопесток без здравствено и пензиско осигурување, значи да работи во здравствените институции. Кој донесе пандемијата? Се соочувате ли со проблеми покрај овие кои што ги споминавме? Изморени ли се медицинските сестри? Па како не, тоа е само очигледно и вие самите го знаете, затоа што вие медиумите се го подигате гласот на медицинските сестри, се во текст што се тоа се случува. Впрочем, се отворија болничките врати, се види све што се случува. Оваа динамика и овој наплив во моментот што се случува, отварање на нови оделенија и така понатака дополнително ги отежна работите во здравствените институции со оглед на тоа дека бројката на сестрите е мала по основ на општиот дефицит со кој што ние си стартуваме во здравствените институции. Ние од секогаш сме дефицитни, ние сме зборувале за стандардните бројки дека 50% недостатуваме. А сега во услови на пандемија, кога ни се случија заразени сестри во изолација, кога ни се случија разболени, па од истите тие треба да ги вратите повторно на работните места, нормално дека дефицитот е голем и целата оваа ситуација веќе предолго трае и нормално дека не само што сме изморени и преморени, значи не можеме, немаме повеќе капацитети да се надополнуваме на ново отворените фронтови, така ќе речам. Гурнка, јас верувам дека остана уште многу теми непочнати и оваа тема можеме да ја продолжиме секако во следна наредна прилика, меѓутоа нас времето ни е премногу кратко, се надевам дека барем малку ќе допреме до свеста, до оние до кои што ја упативте денеска пораката за да се регулира на некој начин статусот на медицинските сестри и да уживаат поголема почит. На медицинските сестри ја порано да речеме Европската директива за регулирање на професиите и кога ви го довеле законот за регулирање на нашата професија, сметам дека основните базичните проблеми полека ќе ги одгонат на сите овие дополнителни кои што ја прелија чашата во овој период. Устиме се благодарам за гостувањето во утрински брифинг. Ние се одјавуваме од тука. Студио